манифестацијата започна. Ова е првиот дел на манифестацијата, тоа е оценувањето, дегустирањето и оценувањето на пристигнатите мостри. Првиот дел е, значи, овие 3 дена, 4 дена ќе се одвива, а финишот, значи последното ќе биде на 24 мај на Свети Кирил и Методи. Значи, пристигна овие денови до заклучно вчера 230 мостри. А очекувате? Очекувавме 150 од 200, пристигна 230 мостри до денеска од Македонија, од Србија, од Бугарија, од Словенија и од Косово. Имаше на пат мостри од Грција, меѓутоа заради административни причини на границата не знам дали ќе пристигнат деновиве, денес или утре, така да во тек е оценувањето. Значи вчера цел ден се оценуваше, комисијата, еминентна комисија составена од професор Нinoslav Никичевиќ, професор Веле Тешевиќ од Белградскиот универзитет, професор Миле Петков и Парцуловски од нашиот универзитет во Скопје и уште еден лок од винаријата Стоби, така да во тек е оценувањето на ракиите. Денес се оценуваат лозовите раки, вчера беа сливовите раки, а инаку имаме пристигнато, значи, мостри од лозова бела, лозова жолта до 3 години, над 3 години, овошни раки, сливови раки, траварици, останати специјални раки, така да поделим се во категории и овие неколку дена, значи, тие ќе се изврши оценувањето и дегустирањето на сите. Оценувачите на квалитетот на пристигнатите мостри и мињата на оние што оценуваат го ја подкрива ова манифестација на поголемо ниво. Во прашање се големи имиња во светот на науката, барем кои се работи за ракијата. Да. Тука не големото име, значи, професор Ninoslav Никичевиќ, како што рековме, тој е познат, значи, пошироко, не само кај нас или во Србија, значи, пошироко учесник на многу дегустации, манифестации, оценувања во светот. И тој број на овие простори, затоа за да добиеме на тежина, бидејќи она што ќе се оцени на таква еминентна комисија, значи дека е тоа навистина така. Значи, тие се оценки меродавни, оценувањето анонимно, шифрирано, така да никој не знае што оценува и како оценува нормално. После тоа ќе ги соопштиме резултатите, имаме, значи, месец дена сега до 24 мај да административно тоа сето го припремиме и средиме и на 24 мај да се доделат признанијата, дипломите, наградите, пехарите, медалите, се она што треба за да финишираме, да ќе бидеме свечен чин манифестацијата. Браво за изложението, да подсетиме што планирате за финалето на оваа манифестација. Планираме, че ќе бидат поканети сите присутни излагачи кои што доставија мостри. Останати гости ќе биде отворен карактер, кој што сака, ќе има еден хепенинг, дружење, ќе бидат присутни и членовите на комисијата, така да колку некој сака и некој совет од комисијата бидејќи ќе види каква оценка добила ракијата, може да добие и таков еден совет и се надеваме дека следната година ќе биде уште помасовно и ќе прерасне во еден своевиден бренд за тиквишиите и за Македонија. Прво да се захвалим опет удружењу Жолта. Се заблагодарувам на Друженијето Жото од Кавадарци, на господинот Панов, на професорот Панов, кој ми возложи да председавам со вака угледна комисија. Веќе 2 дена работиме овде во Кавадарци. Вчера ценевме 40 шишиња на ракија од сливи, потоа ракија од кајси и вилјамовка. Денеска поминавме на 75 примероци бела лозова ракија. Да подсетам дека Македонија е земја на жолтата лозова ракија, но овде добро се чува ракијата, зреат во дабо буре, така што очекувам празник за лозовите раки овде во Кавадарци на оваа оценка. Инаку во мојата кариера сум немал таква шанса во еден ден да пробам дури 75 видови на ракија. Да ви кажам, јас како професор сум способен со моите оценувачки квалитети на ракиите да дадам резултати. Јас сум диригент на еден оркестар, една сјајна екипа, меѓу кој е мојот пријател, кој го познавам речиси 30 на години, професор Михаил Петков. Тука е и професорот на химискиот факултет од Белград Веле Тешев. Тука е Андов, техничкиот директор на винаријата Стоби, Златко од факултетот УКИМ од Скопје и така натаму. Ова се врвни луѓе во оваа област. Се работи за една работа која се завршува само со знаење, со чувство на мирис, на вкус и долгогодишно искуство. Да ви кажам, јас преку 40 години ја работам оваа работа, значи ние сме, така да кажем, алкохолни студии и пресудуваме за квалитетот на некој примерок. Ако ги земеме лозата и овошјето како култури, треба да кажеме дека тие најпрви се одгледуваат, чекат да озреат, да се наберат, да се стават во водени садови, да се
дестилираат, па да потоа таа течност да се стави во бурен. Тоа е еден процес и ние како оценувачи мораме да внимаваме и не смееме да се шегуваме со таа работа која ја завршиле пред нас луѓето. Треба да бидеме сконцентрирани и таа минута која ја посветуваме на еден примерок на ракија која ја оценуваме, треба да ја искористиме максимално, да дадеме валидна оценка за квалитетот на примерокот. Вчера можам да ви кажам дека имаше сјајна ракија од слива. Многу добра. Генерално јас и комисијата сме многу задоволни. Доста од нив, од ракиите, мислам, дојде од Србија, на овој меѓународен натпревар и претпоставувам дека се добри. Инаку сме изненадени од првите примероци на ракија од Кајсија, се многу добри. Да подсетам дека последните 5 до 10 години не сме задоволни квалитетот на ракија од Кајсија, но оваа година можем да кажем дека 10 примероци кои ги имаме овде за оценка се одлични и со одличен квалитет. Дури дадов и 2 злата задоволен од квалитетот. Јас лично сум многу задоволен од тоа. Фала Богу, тој квалитет на ракијата од Кајсија се подобрува и оди напред. Кај Вилјамовката нешто постапе квалитетот, но сепак таа има висок степен кај нас во оценувањето. На крајот би кажал дека се надевам дека организаторот ќе посвети поголемо внимание и поголеми средства ќе оддели за оваа манифестација која треба да стане традиционална и се надевам на поддршката од сите фактори, посебно од владата на Република Македонија, да го спознае овој надпревар, ова надпреварување на алкохолни пијалоци и да му помогне на организаторот за некоја година овој надпревар, ако не и в година, да прерасне во традиционално оценување и да биде до најсилните по ранг оценување на квалитетот на ракиите во Македонија. Па за сега е, да не кажам, одлична. И тоа ме радува. За сега ние не знаеме точно од кај се, затоа што ова е меѓународно оценување, значи има повеќе земји, како што знаете, ви кажаа веќе. Не ги знаеме од каде се, меѓутоа се до сега се изваредни. Изваредни. Нормално дека има варира квалитетот. Добро. Меѓутоа јас дека сум член на баш тука во Кавадарци, повеќе години, осетно е зголемувањето на квалитетот. Тоа ми треба да И тоа е она што нас не радува и токму заради тоа ги правиме овие оценувања за да им укажеме на производителите за да знаат каде треба да се движат. се разбира. Домаќините се окей, очекува околу 130, стигна 230 мостри, тоа е голем интерес кај нашите. Многу пријатно бевме изненадени, многу пријатно бевме изненадени. Реално очекувавме некаде помеѓу 100 и 150, значи во првичните муабети која беше планирано ова, тука некаде планиравме, добивме уште 100 плюс мостри, што е прекрасно. Имате шанса да ја подкренете оваа манифестација на многу повисоко ниво од колку што беше планирана. Со вашата оценка. Па, јас мислам дека ова ќе оди напред и од година во година ова ќе добива на тежина. Добро. И ќе се слуша гласот од каде треба да се движи производството. Значи не само на алкохолните пијалаци сега, него и предходната што беше предходното оценување кое беше само за вина. Порано беа заеднички, нели такви се сите почетоци од почеток кога се тргнува. Меѓутоа еве оваа година се раздвои и има голем број на мостри и вина, голем број на мостри и на алкохолни пијалаци. Конечно и да го канализираме и ние тој дел на нашето производство, до сега беше мануфактурно, кој како знае сега малку се учиме и на лозарство и на жестоки пијалаци. И на винарство. Па знаете како е, науката оди напред. Да. Сознанијата одат напред. Да. Времињата се менуваат. Да. И самата клима, гледате, не е променлива. Мораме да се прилагодуваме пред се да произведеме добар производ, квалитетен производ, меѓутоа квалитетот на производот, крајниот профил на производот мора да го насочуваме кон новите потрошувачи. Затоа што ние секоја година имаме нови потрошувачи, помлади, Така. со други сваќања за животот, со други сваќања за светот, со други сваќања за вкусовите. И мора да внимаваме на тоа. Па овие 3 дена во локален вински музеј за регион Тиквеш Кавадарци се одржува манифестацијата меѓународна во организација на Сдруженијето ЖТ.
Станува збор за манифестација, значи оценување на ракија, на жестоки пијалоци. Настанот кој што го организира Сдруженијето ЖТ е во организација нивна под покровителство на општина Кавадарци. Со задоволство можам да констатирам дека гостите кои што се денес присутни во Вински музеј се доста значајни гости, значи станува збор за професор од Република Србија кој што е реномиран оценувач на научник, жестоки пијалоци и кој што со неговото врвно искуство ќе даде голем допринос во овој дел. Ние како Вински музеј, значи, остануваме отворени за поддршка на овие здруженија на граѓани во тој дел. Впрочем, како што и сите знаат дека Вински музеј дава поддршка не само на ова здружение, на сите здруженија кои што се бават со оваа област. И ќе продолжиме и понатака сето тоа да го поддржуваме како институција, бидејќи впрочем тоа е и наша обврска како јавна институција во делот на развитокот на винскиот туризам, на Министерството за култура, на општина Кавадарци и остануваме отворени за соработка. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата. Мислиме на тебе. Изворска.